Може да почекам? Да, господине. Ќе може да му го дадеш ова на детективот Светиев? А ова е? Не е важно, само потруди се никој да не го види. Нема проблем. Ајде, пријатно. Ангел, дојде овие. Океј. Еве. Кога го има? Наш офицер Барановска. Не знам дали ја знаете. Не. Таа пристигнала прва на местото на злосторството, повредена во рамото, но диагнозата е добра. И доброволно се пријавила на испрашување. Добро, друг. Имаме некој скипник, наводно Давид Јовановски, но го најдовме него на местото на злосторството и тоа е сведок. Последниот кој е? И кај последниот е малку проблематично. Зошто? Другиот сведок е Владо Илиевски, тој е полковник. И досието му е заклучено и нема ни слика. Пичко, што се десило таму? Тоа се обидуваме да го дознаеме. Добро, хајде да почнеме од нашите. Весна? Ти сме така ти кон Весна? Не, воопшто. Епа, Весна, кажи ми првен како си. Добро сум. Малку уморена. Сакаш да се напиеш нешто? Не, во реда. Весна, кога ги гледам сликиве, само едно прашање ми удира цело време во глава. Што се случи, бе, Весна? Ох, господине. Не знам кај ми е глава до тоа што се случи. Не знам воопшто ни од каде да почнам. Почни од почеток. Кажи ми каде беше кога го доби повикот. Пака. Беше релативно мирна вечер. Можам да го видам тоа. Мислам, пред да го добијам повикот. Јас бев всушност паркирана пред Бисер. Централа. Јас сум местото на повикот. Нема никакви нарушувања. Пратете заселување веднаш. Раците горе! И тоа се случи. Му должам живот на тој човек, господина. Ова беше едно сосема ново искуство за мене. Јас сум само почетник. Ова беше прв пат да употребам пиштол. Попадна во шок и изгуби свест. Добро, што се случи после? После се разводи во болницата. Докторот ми кажа дека ме бараат за спрашување и тука сум. Дали некаде имаше пари? Ова? Дали некаде на некое место од складиштето имаше пари? Не, а што сакате да кажете со тоа? Се обидувам да дознам зашто влеговте без да го почекате засилувањето. Чекај малце, вие мислите дека работам јас со нив?
Па застрелана сум по ѓаволите. Да, знам. Само шпекулирам овде, господица Марковска. Вие треба да ми кажете како било. Како ни ви е срам. Едноставно ми беше страх да не побегнат, сакав да ги фатам на дело. Засилувањето дојде за 2 минути. За тие 2 минути тие не ќе може да избегаат брзо, не? Така да кажете ми зошто влеговте. Како можете? Дојдов доброволно овде. Одговорете на прашањето. Во ред. Да. Сакав сама да ги уапсам. Почетник сум, што очекувате? Сакам некоја слава и јас. Сакам да бидам забележана. Ова не е надпреварна популарност, господица Марковска. Треба да се наслоните на вашите партнери како и тие на вас, како можат, кога вие не сакате да соработувате. Како можете така да размислувате? Што? Како можам? Па погледнете ме. Јас сум само жена полицаец. Никогаш нема да ме сватат сериозно. Слободно станем повеќе прашања. И што ќе се случи со мене? Не знам. Најверојатно ќе бидете суспендирана во понеделник. Како си, Давид? Добро, малку потресено. Сакаш нешто да се напиеш? Вода и шеќер? Само вода ќе биде доволно, без шеќер. Давид, знаеш зашто си тука? Па се случило убиство. И сега вие треба да го обработите случајот. Ви требаат очевидци, а јас сум еден од нив. Како знаеш дека се случило убиство? Па, технички не знам, слушнав... Давид, ајде почнем, почеток. Не знам од каде од почеток. Да почнам од таму кога ви се јавив. Ти ми се јави. Да, јас се јавив да дојдете на складилиштето. Зашто не кажа, бе, Давид? Зашто анонимно? Па не знам, бев уплашен, луѓе со пиштоли... Чекај. Давид, ајде почни што виде пред да го направиш повикот. Во ред, вака значи. Чекај малку. Си видел човек со бела коса со пиштол во раката? Да. Човек со бела коса. Да, човек со бела коса. Добро. Продолжи. И откако пријави, се врати кај складиштето. Така? Да. Тој ја спаси. Тој е херој. Давид,
Автомобилот кој избегал, поминал покрај нашите полициски коли. Да, баш до нив се разбира, не можеле да знаат. Ама кој да беше во колата мора многу да се исплашил од сирените, зашто колата леташе. Знаете, чув нешто пред една недела. Да? Што? Собственик на складиштата е Константин. Кој е Константин? Не сте чуле за него? Колку што ја се сеќавам, не? Вела дека е шефот на подземјето. Човек кој многу пати си го сменил идентитетот. Човек кој може да те убеди дека е некој друг. Стално има некој алиби. Но никој не знае дали нешто од тие зборувања е вистина. Знаете зошто? Зашто никој не го знае. Треба да се плашите од него. Не може да биде допран. Вика, ќе ти направи шоу и ќе ти изврати вистината. Многу мукен човек. Сега ми текна, може би е жена. Има ли презиме овој Константин? Не знам, Константин не е ни неговото вистинско име. Така го викаат. Има поштеден лик во овој наред. Кој? Некој тип со бела коса дошол на местото на злосрството пред Весна. Тип со бела коса. Тип со бела коса. Немаме таков луѓе жртвите. Да, знам. А што е со овој Константин? Не знам. Не, може и ништо не значи, не знаеме дали треба веруваме на приказкава. Зошто? Кажа дека бил понапиен. А се надеваме не бил требало толку. Провери го следлиштото. Го проверив. И? Па собственик е некоја приватна корпорација. Боже, ова е вистински хаос. Ќути. Ајде да провериме ја уште. А, херојот? Полковникот. Простете, но нема да одговорам на тие прашања.